Сточарите во Виничко се соочуваат со недостиг на работна сила за квалитетно да ја развиваат својата, за жал се поретка дејност одгледувањето на овци. 50-годишниот Љупчо Симеонов мака мачи да најде и да задржи квалитетен овчар, кој ќе го напасува стадото кое брои 350 грла. На надморска височина од 700 метри во природното изобилство кое го нуди Калиманско поле, во тишина која секоја посакува и во која може да ве израдува само гласот на домашните пилиња, се уште има луѓе кои знаат да го искористат овој благодат, кои произведуваат здраво овчо планинско млеко, за чиј квалитет потврда е самата локација. Занимавам се со земјоделство и сточарство. Стиран земјоделец од 2007 година до сега. Плаќам сите придобивки на државата. Занимаваме се со сточарство, чуваме овци, имаме околу 350 овци. Имам земјиште под закуп од државата 5 хектара и моје си земјиште 5 хектара, со тоа занимаваме, со тоа ги одржаваме овците. Субвенциите за млекото до сега ги дават секоја година. Изнесува субвенциите за кило млеко во 3,5 динара. Тешко се наоѓаат овчари. Никој не кандидува овчар да биде. Тоа е најкатастрофа за сточарите. Од таа гледна точка ќе ги продадат овците. Меѓутоа нема овчари. Ни постари, ни помлади. Тоа е најтешка работа. Најдеме некој, биде месец, 2, 3, 5 и готово, откаже се. Тешко му е работата, е тешка работа. Има многу трошкове, а секој овчар што ќе дојде, он сака и редно е да сака. Тешка е работата, цел тука е заангажиран од сабајле до вечер. Нема прва, втора смена, тука е 24 сата овчар. И кој е дома треба пада надзрте овци со јагниња, заедно со газите, тоа е нормална работа. Симеонов добро заработува и цели 50 години екзистира и ја креира иднината на своите деца со стоката, но не само овчари. Треба и млади наследници за кои надлежните институции треба да наместат многу поголема подршка од постоечката. Проблемот на Љупчо го делат и останатите сточари во Виничко, кои од година во година го зголемуваат бројот на грла, стимулирани пред се од субвенциите и навремената исплата, но новите мерки се неопходни за побрзо и поквалитетно осовременување на постоечките фарми, кои се уште не ги задоволуваат европските стандарди и кои такви тешко дека можат да бидат мета за младите луѓе.